Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. За 120% зголемен бројот на сообраќајки во Виничко во однос на истиот период лани. Алармантна е состојбата со кршењето на сообраќајните правила и прописи. Едно загинато лице, возач на трактор, 3 лица со потешки телесни повреди со вкупна материјална штета од 240.000 денари е сообраќајниот биланс во првите 5 месеци од 2017 со вкупно 22 сообраќајни незгоди, што е за 120% повеќе од истиот период лани. Алармантни податоци кои дефинитивно треба да ги стават на тест сите надлежни институции, чија дејност е во директна или индиректна поврзаност со сообраќајните правила и прописи. Факт кој неминовно е рефлексија и на целокупната состојба со сообраќајот во државата. Заклучно со мај, 5 лица заработиле кривични пријави поради загрозување на безбедноста на јавниот сообраќај, а од вкупно 369 поднесени барања за поведување на прекршочна постапка до основниот суд се 99 барања, 270 се до одделението за прекршоци, а до управата за јавни приходи поднесени се 52 налози за извршување. Во првите 5 месеци од оваа година, дури за 20% е зголемен бројот на возачи кои добиле негативни бодови за сторени прекршоци или вкупно 180. Поради управување моторно возило под дејство на алкохол, времено биле одземени 3 возачки дозволи. Од сообраќај биле исклучени 130 возачи. Во однос на истиот период, незначително е намален бројот кај констатираните сообраќајни прекршоци за 0,45%. Оваа информација за безбедноста на патиштата во Виничко следната недела ќе биде на дневен ред и на Советот, чиј мандат продолжува до октомври. Средното општинско училиште Ванчо Праќе од Виница го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во предстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е да се потрошат над 4 милиони денари. Средното општинско училиште Ванчо Праќе од Виница навреме ќе ја избере фирмата за бесплатен превоз на учениците. Јавниот повик за избор на давател на услугата е веќе објавен и ќе трае до 18 јули. Според пресметките за трошоци по ученик се планира за бесплатниот превоз за предстојната учебна година средното училиште да потроши 4 милиони и 200 илјади денари без давачките за данок на додадена вредност. Сумата е идентична со минатогодишната. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за 254 ученици кои живеат во другите населени места во општина Виница или пак се од соседните општини Кочани и Зрновци. Релациите на кои ќе се превезуваат учениците се групирани во 8 линии, така што за секоја линија ќе се спроведе посебна електронска аукција. Освен тоа, како забелешка во техничката спецификација на јавниот повик е нагласено дека превозот ќе се извршува само во една смена, односно за периодот меѓу 8 и 14 часот. Носителот на набавката треба да се обврзе дека ќе обезбеди посебна линија за превоз на учениците, односно во периодот кој ќе ги превезува нив да не смее да врши превоз на други патници. Исто така, во сопственост треба да има соодветен број возила за превоз на дадената релација, а возилата да имаат соодветен број седишта сразмерно бројот на ученици, односно да се обезбеди место за седење за секој ученик. Плаќањето за извршената услуга училиштето ќе го прави по добивањето средства од општина Виница на сметката за блок дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давањето на услугата може да се пријават и повеќе понудувачи, односно еден оператор да избере кои релации ќе ги вози. Цветањето на липите и поленот ги наполнија ординациите. Голем дел од населението побарало лекарска помош заради некаков вид алергиска реакција. Специјалистите со совети за заштита. Цветањето на липите во овој период од годината ги наполни ординациите. Кај повеќе од 35% од населението се појавува алергија и манифестираат некаква алергиска реакција. Процентот е значително поголем во овој период, односно во сезоната на полени. Од пациентите кои страдат од алергија, дури 16% се алергични на полен од липа. Најчесто на удар се децата. Во последно време би можела да заклучам дека се зголемува бројот на алергиските реакции, особено кај младата популација на полените во пролет.
Сега овај период, пролетта е многу убава, но очекуваме дека ќе имаме, посебно кај младата популација, кивање, чешање на нос, солзење на очи, исто како една грипозна состојба. Затоа се вика и поленска треска. Значи, може и температура пациентот да качи, може да има главоболка, мигрената исто влегува во тие алергиски реакции, може да има проливасти столици, соколите еден алергиски. Не мора да значи дека само црвенилото на кожата представува алергија. Имаме клинички манифестации кои што треба да ги откриеме, да истестираме, да утврдиме која е причината за таквата реакција. Често се случува да една вироза, една алергиска реакција се замени со вироза. Новитетите во медицината овозможуваат нови методи и медикаменти со кои може да се ублажат секојдневните симптоми. Дел од терапијата се наоѓа и на позитивната листа. Алергиите се уште не се лекуваат, но состојбата на пациентот може да се контролира со редовно земање на терапијата препишана од специјалист. Територијалната противпожарна единица на Кучани, која ги покрива и општините Зрновци и Чешиново Облешево, со активност за посета на местните заедници, каде се врши запознавање на луѓето со опасностите од појавата на пожари на отворен простор. Територијалната противпожарна единица на Кучани, која ги покрива и општините Зрновци, Чешиново, Облешево и во овие летни месеци будно ги следи состојбите на терен, посебно во делот на палењето на страништата, палење оган на отворено и слично. Токму од тука и во наредните месеци ќе се следи упатството од владата на Република Македонија и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ограничено движење во шумите и палење оган на отворен простор. Секој се апелира до граѓаните, поготово до овие села, затоа што се работи за рамничарски предели, каде што имаме доста голем број на земјоделци кои што се вклучени во овој сегмент. Секој се апелира и од наша страна и од страна на другите надлежни субјекти превентивно да се действува за да се спречат вакви несакани појави. Ние започнавме една активност со посета на местното население, односно на местните заедници, каде што ги запознаваме конкретно луѓето од населените места со сето она што представува опасност од појавата на пожари и се така продолжи значи во наредниот период да бидат опфатени сите населени места, за да може колку што е во склад и во можност да превентивно да се действа и да се делува кај луѓето како би се намалиле последиците од појавата на пожарите на отворен простор. Во изминатите 6 месеци од оваа година, територијалната противпожарна единица на Кочани во планинскиот терен на Осоговијата действувала во 2 случаи, кога била запалена борова и дабова шума. При тоа е уништена површина од 40 хектари, што во споредба со минатата година драстично се намалени пожарите и направената штета во делот на уништувањето на шумското богатство. Муслиманските верници на почетокот на постите. Општина Кучани пак ифтар вечера организираше на крајот од постите по повод празникот Рамазан Бајрам. Празникот се слави в недела на 25 јуни. Понеделник е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. На започнувањето на Рамазанскиот пост организираа муслиманските верници. На завршувањето на постите, синоќа во џамијата Дуди Ханум во Кочани, ифтар организираше општина Кочани. Како и секоја година беше поставена богата трпеза по повод месецот на постот Рамазан. На традиционалната средба наречена Рамазански ифтар, оџата со поздравна молитва им порача на верниците да се почитуваат меѓу себе, да се воздржуваат од лоши зборови и дела со цел општо човечко прочистување. Присутни на ифтарот беа муслимански верници од Кочани, Кратово, Крива Паланка, Пробиштип, Штип, Свети Николе, Виница, Берово и Делчево. На ифтарот, освен молитва, беше истакнато значењето на постот и празникот. Инаку месецот Рамазан е еден од двата најзначајни муслимански празници. Тоа е период во кој припадниците од муслиманската вера строго се воздржуваат од јадење, пиење и телесни задоволства од зори до заоѓање на сонцето. Рамазан трае 30 дена, кога настапува 3-дневниот Рамазански Бајрам.
Во време на пост поштедени се болните, бремените жени и тешки физички работници. Во текот на Рамазан животот во целиот исламски свет се потпира на посебен ритам. Луѓето меѓу себе се посетуваат и заеднички ги поминуваат вечерите. Рамазан Бајрам се слави в недела на 25 јуни. Понеделник е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Од печат излезе брошура со фотографии со тематика од осоговијата, чиј автор е Сашко Стефановски, професор по географија во Кочани. Брошурата е отпечатена како награда од Македонското еколошко друштво, на чиј конкурс авторот го освоил второто место. Македонското еколошко друштво приреди необично изненадување со објавувањето печатена брошура со колекција прекрасни фотографии на кои како мотив преовладува природата и убавините на повеќе локации на Осоголските планини. Автор на брошурата е Сашко Стефановски од Кочани, професор по географија и актуелен советник во Советот на општината. Во печатеното издание поместени се 50 одлично вкомпонирани и одбрани фотографии од големата збирка со која располага авторот. Брошурата всушност е награда за неговиот труд на објавениот конкурс за најдобра фотографија од Осоговскиот зелен појас, што според активистите од Македонското еколошко друштво заслужува да биде представен пред пошироката јавност. Иако малкумина знаат дека Стефановски покрај другите активности се занимава и со фотографирање, самиот за себе вели дека од многу поодамна ги открил тајните на фотоапаратот, а наградата од екологистите го прави посебно горд. Знаете, мојата професија на некој начин ме поврзува со природата, така да постојано каде што одам и планинарам, многу пейсажи, многу моменти, сакам да ги споделам со моите пријатели, па така постојано си фотографирам. Немам омилена тема, меѓутоа преовладуваат планинските врвови панорами, инаку љубовта кон фотографијата кај мене се јави уште пред давнешни 40 години, кога од мојот татко го крадев првиот смена 8 за да си правам некои експерименти и така постепено од тогаш па наваму се бавам аматерски со фотографија. Брошурата со фотографии на Стефановски е отпечатена на високо квалитетна хартија и за почеток изданието е од 100 примероци, но се очекува да доживее препечатување во поголем тираж. Во план е да се одржи и јавна промоција во Кочани, а авторот вели дека размислува и за ново издание во кое ќе се најдат фотографии што не биле објавени, а исто така заслужуваат да ги види кочанската јавност. И годинава ќе се одржи традиционалниот петровденски турнир во мал фудбал. Организатор на напреварот е општина Кочани, која веќе упати повик за пријавување на фудбалските екипи. Традиционално, по повод празникот на градот Петровден, локалната самоуправа на Кочани ќе биде организатор на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Турнирот годинава ќе се одржи по 16-ти пат, а од општината веќе упатија повик до заинтересираните спортски екипи да го пријават своето учество на надпреварите. Според условите во повикот, секоја од екипите има обврска да уплати по 3000 денари како котизација, а за секој од играчите на турнирот треба да се достави име на клубот, список со имињата на 10 играчи и броевите на нивните лични карти. Со оглед што Петровденскиот турнир се игра во конкуренција на постари јуниори и сениори, сите играчи треба да имаат наполнето најмалку 16 години. Пријавувањето трае до 1 јули, а потребните документи се доставуваат до едношалтерската канцеларија на општина Кочани. Датумот за извлекување на ждрепката за распоред на надпреварите дополнително ќе се одреди, но според искуството од минатите години, најверојатно ќе се одржи неколку дена подоцна од крајниот рок за пријавување. Надпреварите вообичаено се играат на повеќенаменското спортско игралиште кај клонот 3 на детската градинка во населбата Текешински Лозја. За најдобрите екипи и поединци, како и неизминатите петровденски турнири, од општината обезбедуваат награди и признанија. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Олимпик од Кочани запишува нови членови во машка и женска категорија. Пријавувањето е бесплатно, а тренинзите се одржуваат на фудбалското игралиште во населбата Оризари.
Младите влюбеници во фудбалот од Кочани и регионот кои сакаат да го покажат својот талент или да ги подобрат фудбалските вештини, имаат можност тоа да го сторат во фудбалскиот клуб Олимпик. Деновиве е објавен јавен повик за запишување нови членови во клубот, и во машка и во женска конкуренција. При тоа е нагласено дека тренирањето е бесплатно, односно не се наплаќа членарина. Заинтересираните можат да се пријават за време на тренинзите секој вторник, четврток и сабота во периодот од 18:30 до 20 часот на фудбалското игралиште покрај Масалница во населбата Оризари. Иако е еден од најмладите спортски колективи во општината, екипата тренира сериозно и ангажира познати тренерски имиња. Со момчињата работи поранешниот тренер на Осогово, Крсте Крстев, додека за тренинзите со девојчињата е ангажиран тренерот на поранешната женска фудбалска екипа Младост Иднина С, Сашко Иванов. Инаку фудбалскиот клуб Олимпик се надпреварува во општинската фудбалска лига, каде минатата сезона беше дебитант, но од управата најавуваат дека желба име пласман во повисок ранг на надпревари. Со оглед што екипата е составена од млади играчи кои имаат добри услови за работа и одлична спортска атмосфера во клубот, може да се очекува амбициите да станат реалност. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.